Талат Џафери ја напушта председателската фотелја во собранието и се сели на Илинденска. Од 28 јануари ќе ја предводи техничката влада. И оваа функција со должно почитување и одговорност соодветна ќе биде спроведена од моја страна, како одговор на поддршката искажана од партиските органи. Неофицијално на спикерското место во парламентот ќе дојде актуелниот координатор на пратеничката група на СДСМ, Јован Митревски. Дезертирот Ковачевски ќе биде заменет со нов дезертер. Џафери реагираат од ВМРО ДПМН. Ковачевски дезертирал од армијата, правејќи се болен само за да не отслужи својата обврска. Исто како и неговиот наследник на местото технички премиер Талат Џафери, кој во 2001 од армијата преминува во УЧК. Деспотот од Форино ќе остане запаметен по неговите кршења на законот и процедурите и незаконскиот начин на кој беше поставен на тоа место. Тој одбиваше иницијативи за референдум, ставајќи се во улога на врховен и уставен судија. Потоа редеше европски знаменциња на сите штетни закони со кои оваа власт на ДУИ и СДС го крадеа народот и државата. На денешниот состанок во Мала Речица партиското раководство го овластило Ахмети да продолжи со разговорите со политичките партии и да одлучува за евентуални коалиции за председателските и парламентарните избори. Шеф на Централниот изборен штаб на ДУИ ќе биде министерот Фатмир Бесими. Според договореното на лидерската средба, првиот круг од председателските избори треба да се одржи на 24 април, додека на 8 мај да се одржат вториот круг од председателските избори и парламентарните избори.